издание на Newsflash ке гледате. Нови ракетни напади во Украина, Зеленски на состанок со лидерите на Г7. Со какви потешкоти се соочуваат илјадниците руси кои бегаат од Русија во Белорусија поради блискиот однос меѓу Путин и Лукашенко. Интервју со книжевникот и политиколог Игор Штикс вели, некои политички структури може да ги искористат економската криза и војната во Украина за нови немири и прекројувања на Балканот. Останете со нас, ги имаме деталите. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чанаумовски. Украинскиот претседател Володимир Зеленски треба да им се обрати на лидерите на групата 7 нации за време на виртуелниот состанок кој следи по серијата смртоносни руски ракетни напади врз главниот град на Украина и други градови лоцирани низ целата земја. Утрово во повеќе кратни нови ракетни напади во Запорожје загина најмалку едно лице. Украинскиот лидер твитна по телефонскиот разговор со американскиот претседател Џо Бајден дека противвоздушната одбрана е негов главен приоритет и дека бара од Соединетите држави лидерство во однос на тврдиот став од земјите на Г7 групата додека се разгледува нивниот одговор за рускиот напад. Бајден и западните сојузници брзо го осудија нападот и ветија дека ќе продолжат да испраќаат воена помош до силите на Украина за да помогнат да се спречи инвазијата на Москва, која сега е во 8-миот месец. Во соопштението на Белата куќа се вели дека Бајден му рекол на Зеленски дека САД ќе обезбедат напредни системи за воздушна одбрана. Бајден рече дека најновите напади од Русија уште еднаш ја демонстрираат целосната бруталност на илегалната војна на рускиот претседател Владимир Путин врз украинскиот народ. Рускиот амбасадор во САД Анатолий Антонов изјави за новинарите дека поголемата воена помош на Западот за Украина ризикува понатамошна ескалација и можен судари помеѓу Русија и НАТО. Путин на состанокот на неговиот совет за безбедност изјави дека нападите биле одговор на нападот во саботата на мостот што ја поврзува Русија со Крим. Очигледно е дека украинските тајни служби наредиле, организирале и извршиле терористички напад со цел уништување на критичната цивилна инфраструктура на Русија, рече Путин. Последната одлука на Путин за мобилизација натера илјадници руси да побегнат од Русија, надевајќи се дека ќе најдат спас во соседните земји. Но оние што завршија во соседна Белорусија можеби нема да бидат поштедени од Москва, доколку се земе предвид блискиот однос меѓу Путин и Лукашенко. Откако Владимир Путин објави воена регрутација на Русија на 21 септември, илјадници Русија напуштија земјата не сакајќи да се најдат на првите борбени линии. Белорусија е популарна дестинација, но дури и во ова соседна земја не е лесно да се влезе. Билетите за воз се распродадени неколку дена однапред. Хотелите во Белорусија немаат слободни соби, ретко може да се најдат и апартмани за изнајмување. Поборувачката доведе до вртоглаво покачување на цените. Згора на тоа, белоруските органи на прогонот ги следат русите кои бегаат од Русија. Според Дојче Веле и Наша Нива, локалните полицајци запираат автомобили со руски регистарски таблички, ги проверуваат имотите кои ги изнемуваат и ги проверуваат пасошите на руските мажи на аеродромите. Некои експерти истакнуваат дека претседателот Александар Лукашенко има своји проблеми и можеби нема да биде толку агресивен како што се надева Москва. Я бы не сказал то, что кроме этого... Не мислам дека Лукашенко ќе се вклучи во нешто поригорозно од она што веќе се случува. Мислам дека нема да ги следат и приведат руските државјани во Белорусија. Мислам дека се зафатени, а згора на тоа Лукашенко има и постојан недостиг од персонал за спроведување на законот. Други експерти истекнуваат дека Русија го поддржувала Лукашенко за време на протестите по претседателските избори во земјата во 2020. Изборите беа нарушени со широко распространети обвиненија за измама, а националните протести беа потиснати од режимот на Лукашенко. По настаните од 2020 година, руската полиција со задоволство помагаше белорусите да се вратат дома. Очекувам нешто слично да се случи сега, само обратно. Но бидејќи оваа мобилизација се случува толку брзо, постојат одредени норми кои треба да се исполнат. Не гледам никакви пречки што би ги спречиле белорускиот режим да работи заедно со руската специјална служба. Во меѓувреме, на 5 руси кои патувале со воз од Санкт Петерсбург за Белорусија не им било дозволено да ја напуштат Русија. Еден од нив, за рускиот независен медиум Медијазона, изјави дека бил принуден да го напушти возот непосредно пред границата со Белорусија. Според веб страницата Auto News,
Возачите кои патуваат од Русија за Белорусија се соочуваат со потешкоти при преминување на границата. На најпопуларните гранични премини се поставени воени пунктови за проверка на возачите мажи. А некои политички структури може да ги искористат економската криза и војната во Украина за нови немири и прекројувања на Балканот. Тоа го вели Игор Штикс, писател и политиколог од Хрватска, кој деновиве гостуваше во Скопје. Со него разговараше Тоше Огњанов. Создавање страв за нови војни, за нерешени национални прашања, за промени на границите. Се можните следни чекори што политичките елити на Балканот би ги примениле за да се тргне вниманието од економската криза. Така смета Игор Штикс, хрватско-боснански книжевник и професор за политички, општествени и културолошки проблематики. Najveći strah jeste da u toj situaciji u kojoj je potpuno jasno da se delegitimiziraju te elite na vlasti kao nesposobne, korumpirane, kleptokratske, da se tada ovim populacijama nudi stara pjesma, a to je nacionalno pitanje. Kao najveće pitanje, kao nerješeno pitanje identiteta, granica, sukoba, potencijalnog rata. Dakle, da će se igrati na kartu straha kako bi se umirila javnost. Со Штик се разговаравме во рамките на фестивалот Букстар во Скопје. Посочи дека сегашната криза може да доведе до превирање на Балканот. Nemogućnost da plaćate dugove, nemogućnost konačno da pokrijete energetski sektor, nemogućnost da osigurate osnovne namirnice. Sve to vodi u društvene nemire i u jednu krizu za koju ja nisam siguran da ove takozvane političke elite više mogu menadžirati. Општествените процеси се дел од предавањата на Штикс на универзитетите во Белград и во Љубљана. Вели дека долгиот процес на транзиција низ балканските земји овозможил создавање политичка олигархија наместо демократија. Ali ako želimo demokratizirati demokraciju, onda moramo misliti o nekim drugim oblicima demokracije. Ovo nije jedini. I u tom smislu sam vrlo naklonjen oblicima participacije, deliberacije, uključivanja građana u odlučivanje, jer očito je sasvim jasno da ovaj sistem je isključivo tu da legitimizira tu oligarhiju koja je na vlasti u ekonomiji, koja je na vlasti u politici. Radi se o jednoj dubokoj sprezi te takozvane elite koja izgleda čijoj pohlepi nema kraja. Професорот стравува и дека војната во Украина може да стане нечи изговор за нови непријателства на балканско тло. Vidimo da različite nacionalno-religijske ideološke orijentacije smatraju da ovaj rat otvara mogućnost neke nove podjele karata na Balkanu. Da nije gotovo sa 90-ima, I to smatram najopasnijim u ovoj situaciji. За можната нестабилност во регионот посочува прст и кон Европската унија. Evropska unija napravila veliku grešku s time što je ostavila ovaj balkanski geto. Da je okružila zemlje Zapadnog Balkana, uspjela je da pripoji Hrvatsku, ali je zapravo napravila jednu dugoročnu stratešku pogrešku s time što nije našla načine da integrira i ove zemlje i da ih na taj način barem politički stabilizira. Нашиот соговорник сепак верува во прогрес на Балканот, но преку културолошка и национална разноликост. Moraju raditi na tome da shvate da se mora prihvatiti različito i drugačije. Tu bismo možda mogli postaviti osnove za neko bolje društvo u kojem ćemo živjeti i mi i naša djeca i u kojem nećemo strahovati za ono što će se dogoditi sutra, a i dalje strahujemo. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чономовски од студиото во Вашингтон. Пријатно.